Трите слободни денови на првомајските празнувања повторно им ги спакуваа куферите на добар дел од граѓаните на истокот. Значи, најинтересна понудата е за Санторини, каде што има организиран превоз со автобус и траект, и истата е со 3 ноќевања. Екскурзијата чини 14.290 денара. Друга организирана понуда е понудата за еднодневен излет до метеорите, кој што ќе се одржи во недела, тоест на 30 април, и истата чини 800 денара. Исто така имаме голем број на хотелски смештај во Банско, Боровец, Сандански. Идентична е состојбата и во Кочани, каде исто така има голем интерес за патување. Под нашата агенција има понуди, има за Грција највеќе, Паралија и Калитеа. Тоа е моментално тренд меѓу младите. Ќе има организирани журки во Паралија, таму ќе бидат. Имаме исто така за Бугарија, за Прага, за Будимпешта, за Црна Гора. Празните домови и преполните патишта за празниците се честа слика и потенцијален вовед во многу проблеми, па и овој пат полицијата апелира за предпазливост. Управувањето со возилата и заштитата на домовите се приоритет. Односно да ги заклучат влезните врати, вратите од терасите, балконите, гаражите и подрумите, да ги затворат сите прозорци, сите вредни работи од дворот, да ги внесат и заклучат во соодветна просторија, а во случај на подолго отсуство да ги остават натрешните и надворешните светла и да го остават клучот кај соседот кој останува дома и на кого му веруваат. Апелираме до сите возачи да се воздржат од конзумирање на алкохол кога управуваат со моторни возила, да не вршат неправилно и непрописно престигнување, особено на колона возила и на непрегледни места, а брзината на движење да ја приспособат според условите и состојбата на патот. Апелите за Великден допреа до граѓаните, па празниците минаа мирно и без поголеми проблеми. Очекувањата се дека истото ќе се случи и сега.